Гостин во вестите на Алфа е Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во вестите на Алфа, иако вие сте всушност домаќин на партијата тука. Да, благодарам на поканата. Чест и задоволство е да бидам домаќин на вашата телевизија. Господин Мицковски, вашата партија се откажа од средствата, односно парите кои што владата ги извои, сепак народни пари кои што ги одвои, му ги даде на собранието да го користат пратениците, околу половина милион евра. Најавите дека ќе ги вложите, односно ќе побарате да се вложат во изградбата на Кирил Печиновиќ училиштето во Тетово, што ученици секоја година доживуваат една буквално селидбена голгота. Се откажавте од парите, ќе водите ли кампања? Да, најпрвен да се навратам на почетокот на вашето прашање, да бидеме попрецизни. Ние најавивме дека ќе се откажеме, а утре и формално ќе го, тоест во среда формално ќе бидејќи утре неработен ден, во среда формално и пратеничката група ќе го достави барањето до собранието со назнака дека истите средства бараме да бидат пренаменети за доградба и реконструкција на средното училиште во општина Тетово Кирил Печиновиќ. Како што и самите кажавте, знаете дека изминатиот период голем број контраверзии беа поврзувани со тоа училиште, едноставно учениците немаат пристојни услови за работа и во име на тоа ние како политичка партија, бидејќи нашата кампања ќе биде на поинаков принцип, односно ние веќе сме заедно со народот, ние сме помеѓу народот, дискутираме за сите отворени прашања покрај сите оние реални теми кои што ги оптеретуваат граѓаните. Се разбира, неминовно е прашањето и за околу референдумското изјаснување кој што ќе се одржи на 30 септември. Го најавивме така наречениот политички волонтеризам. Не е тешко да се најдат во Република Македонија волонтери кои што на граѓаните ќе ги представат сите оние штетни последици кои што понатаму би дошле доколку овој договор би бил имплементиран во целост. Така што можам да кажам дека еве и да апелирам до останатите политички партии во Република Македонија, до колегите од другите политички партии и они истата постапка да ја направат, односно да го следат чекорот на ВМРО ДПМН, да ги пренаменат средствата за евентуалната кампања која што би ја воделе со почеток од 10 септември, чина беше официјалниот старт на кампањата, како би можеле да направат некој добро дело во општеството, бидејќи гледаме дека голем број сериозни реални проблеми остануваат недорешени од страна на владата на СДСМ и Зоран Заев. Едно е декларативно да се стремите кон Европската унија и НАТО алијансата, а друго е да понудите вредности. Вие не можете, кога елементарните услови за посетување настава во некои училишта не се на нивото, вие од друга страна би било многу лицемерно да ја форсирате тезата дека сте за Европската унија, а од друга страна како влада да не се грижите да обезбедите елементарни услови за учениците кои што всушност представуваат генерација ваши сограѓани кои што понатаму треба да бидат двигател во општеството без разлика на економски план, политички план, социјален или друг план. Така што да сумирам, ВМРО ДПМН во среда формално ќе го достави барањето до парламентот, апелира и до другите политички партии да го следат чекорот, да се откажат од средствата кои што се предвидени за кампањата за референдумското изјаснување и истите тие средства да ги пренаменат за други цели како би можеле да решиме некој реален проблем на нашите сограѓани, а од друга страна да понудиме вистински европски вредности за оние генерации кои што понатаму треба да не наследат во општеството во Република Македонија. Мислите дека има шанси СДСМ и нивните пратеници да се откажат? Па ние ќе ги потсетуваме се до оној момент дека тоа не го сторат. Секојдневно власта ве прозива, дали преку соопштенија или преку изјави, вела дека немате кристално јасен став околу референдумот, односно и прашањето во однос на договорот. Имате ли кристално јасен став, вела дека немате? Еве, јас ќе ги потсетам дека ВМРО ДПМН е политичка партија која што не само што има кристално јасен став, туку тој беше прецизен, недвосмислен и континуиран во целиот овој период на додека ова прашање беше актуелно, додека се водеа тие така наречени преговори и така натаму. ВМРО ДПМН имаше јасен став по принципот не промена на устав, односно не промена на нашето уставно име, односно така наречениот erga omnes концепт. ВМРО ДПМН јасно го квалификува договорот во кој што не учествуваше како капитулантски договор штетен за македонските и националните интереси на Република Македонија, а ВМРО ДПМН како сериозна одговорна политичка партија, народна партија која што својот легитимитет го црпи од граѓаните на Република Македонија, е нормално да спроведе поширок опфат на консултации со истите и да може да на крајот од денот донесе едно решение како понатаму
како понатаму ќе се позиционира за самото референдумско изјаснување по прашањето кое што исто така кажавме дека е манипулативно и тросмислено, бидејќи не соодветствува на вистинската смисла, а вистинската смисла треба да соодветствува на договорот кој што е потпишан, а не на аспирациите на Република Македонија и вековниот стремеж да биде дел од евроатлантското семејство. Така што можам да кажам дека од самиот почеток имаме принципиелен, чесен и искрен став пред граѓаните на Република Македонија, пред нашите гласачи и поддржувачи, но и пред останатите. Во таа насока ќе продолжиме понатаму се до моментот додека не го изградиме нашиот конечен став кој што ќе биде поврзан со самото референдумско изјаснување и истиот ќе биде благовремено нормално соопштен на јавноста. Само неколку работи би сакал тука да споменам. Тоа го кажав и во неколку изминати интервјуа, дека тука не станува персонално прашање дали Христијан, Зоран или било кој друг во државата сака да биде вака или така. Едноставно ова е прашање во кое што граѓаните на Република Македонија, но и оние генерации по нас, ќе треба да живеат. Ќе треба да живеат со таа содржина на тој договор кој што некој одлучил да го потпише. И во име на тоа, како одговорна политичка партија, не се затворивме во канцеларија, не се затворивме 3/4 да можеме да донесеме одлука и понатаму истата стерилно да ја браниме пред македонските граѓани. Напротив, излеговме честно и искрено, ги отворивме нашите раце, сакаме да разговараме со граѓаните, сакаме да разговараме со народот на оваа држава, бидејќи ние сме, ќе повторам, уштенешка народна партија, од нив го црпиме легитимитетот и врз основа на сублиматот од тие разговори ние на крај ќе донесеме став. И да потсетам сосема на крај како дел од одговорот на вашето прашање, некаде околу 50.000 домаќинства веќе се посетени во рамките на нашата акција Лето за Македонија. Истата малку забавуваше во втората половина на август, објективно поради годишните одмори. Истата ќе продолжи со несмалена динамика сега и во септември. Исто би сакал тука да искористам оваа прилика да ги поканам сите оние граѓани на Република Македонија кои што сакаат да го изразат своето незадоволство од политиките на СДСМ и Зоран Заев да ни се придружат на нашиот протестен митинг кој што ќе се одржи на 2 септември во Кичево со почеток од 13 часот. Од една страна, Заев и неговата влада постојано пројавуваат оптимизам дека референдумот ќе биде успешен, но од друга страна, доколку не биде, тие најавуваат и тој лично најави дека ќе мора институциите да преземат работата и дека во собрание ќе бара мнозинска поддршка. Што со овој став кој што е променлив? Навикнати сме на променливи ставови од страна на господина Зоран Заев. Од самиот почеток, уште од кога се одлучија да спроведат така наречен консултативен референдум, они некако наговестија дека не се подготвени за успешен референдум. И тоа колку што ако од неофицијални полуинформации дознаваме и на средбите во Вашингтон кој што ги имаше министерот за надворешни работи господин Димитров и го кажал дека во принцип не очекуваат успешен референдум, кој што во минатото многу пати кажавме, дури и после на лидерска средба која што имавме во клубот на пратеници, без разлика дали е консултативен или задолжителен, за успешен се смета доколку два кумулативни услови се задоволени. И тоа, излезеноста да биде 50% плюс 1 од вкупниот број на гласачи, и вториот е, оние кои што ќе излезат, мнозинството да кажат за или против. Што значи дека само понатамошниот ефект од таквото референдумско изјаснување би значило определена облигација или би значило определена консултација. Тоа е разликата. Инаку за успешен референдум точно се знаат кои ќе бидат условите за да некој референдум биде квалификуван како успешен. Они очигледно не веруваат во сето тоа и затоа одлучија да биде консултативен, понатаму таа скепса и недоверба самите ја комуницираат неформално, еве добиваме такви информации кои што пристигнаа кај нас од посетата на министерот за надворешни работи во Вашингтон, иако после тоа он некако се обиде онака бледо да во свој стил да ја демантира, но мислам дека каде што има дим има и оган, така што кога човек самиот не верува дека нешто е добро, кога човек самиот не верува дека нешто ќе успее,
да го направи, тогаш тоа е осудено на пропаст уште пред да почне да се спроведува било каква операција. Мене ми изгледаат овие луѓе од владата на СДСМ, пред се мислам на тие два тројца кои што осамени останаа да го бранат ова што го приредија на Македонија и на македонскиот народ, дека и самите тие не веруваат дека македонскиот народ позитивно ќе се односно мнозинството од македонскиот народ позитивно ќе се изрази и граѓаните на Република Македонија. Математиката е екзактна наука, велат за двотретинско мнозинство се неопходни 80 на пратеника, односно точно 80, да не карикирам со бројката. Јас колку што знам, парламентарното мнозинство нема толкава бројка. Предпоставам дека господинот Зоран Заев, премиерот Зоран Заев, има некои други поинакви калкулации, можеби ќе треба он понатаму да даде одговор на тоа, но едно треба да ни стане јасно, политичарите доколку не успеат да извојуваат победа, тогаш тие се делегитимирани од страна на народот и го губат легитимитетот кај народот, и логично е дека после една ваква, да ја наречем статистичка операција, скапо платена статистичка операција, доколку не успее да ја спроведе во целост и доколку истата не биде успешно спроведена, зборам и по закон, но и по демократски критериуми, што подразбира успешен референдум, тогаш тој навистина ќе представува делегитимиран премиер на оваа држава и нормално понатаму следат некои други поинакви политички процеси во Република Македонија. Економијата е ставена во втор план, се е во знакот на референдумот, да не речам, но го имаме тука и вице-премиерот Кочан Ѓушев, кој што вели дека не е битно да има високи капитални инвестиции, било битно да не се трошат парите и да нема непродуктивни трошоци, имајќи ги предвид досегашните случувања на ова полес, оваа влада. Каква е вашата оценка? Кога не би било смешно, би било трагично. Неочекувана изјава која што кога би биле од другата страна помеѓу стопанствениците би се чувствувале сериозно вознемирени. Бидејќи ако државата не планира да има капитални трошења, тогаш ние не можеме да си го реализираме бизнис планот кој што сме го предвидели и сме го изградиле врз основа на тие предпоставки кои што државата, планирајќи го буџетот, ги понудил на граѓаните, односно предпратениците, кои што всушност се представници на граѓаните во собранието. Алармантна е ситуацијата, денес излезе бројката со капиталните инвестиции, заклучно со месец јули тие се некаде околу 21,15%, што е катастрофално ниско ниво, или доколку го споредиме во бројки износот на капиталните инвестиции од оваа година, кој што е некаде околу 74-75 милиони евра, со истиот за 74 милиони евра е помал отколку истиот кој што беше минатата година за истиот период. А добро знаете дека минатата година беше година можеби со големи политички предизвици, турбуленции и така натаму. Значи за некаде околу 70 на милиони минатата година капиталните инвестиции во истиот период беа поголеми од тие кои што се предвидени и реализирани во оваа година. И тука форца е дадено на месец јули, каде што буџетскиот дефицит изнесува некаде околу 50 на милиони евра. Односно капиталните инвестиции се некаде околу на нивото 1.100.000.000, негде околу 17 на милиони евра, споредено со истиот период, споредено со претходните месеци. Тоа значи дека тука е дадена динамиката, односно темпо, односно во месец јули, но и покрај тоа тие се на исклучително катастрофално ниско ниво. Иако морам да кажам дека полнењето на буџетот е добро, солидно, бидејќи имаме две ставки кои што едната ставка е на товар на граѓаните на Република Македонија, а другата ставка е некако вид наследство од минатото, и тоа ставката која што е на товар на граѓаните на Република Македонија е зголемената акциза, која што автоматски генерира поголеми приходи во буџетот по основ на акцизи, и втората е данокот кој што го собира буџетот по основ на добивка, кој што пак е оставштина од минатите влади кога привлекуваа странски инвестиции, чии што договори за повластена со даночните олеснувања завршеа и веќе од оваа година ја уплатија првата рата во буџетот за минатата година и авансираат за тековната година. Или кога тие двете ставки ќе ги сумирате, односно данокот на добивка и акциза, ќе видите дека приливот во првите
7 месеци од оваа година е некаде околу 45 милиони евра или некаде околу 2 милиарди и 700 милиони денари. Што до минатата година тоа не постоеше. Ке повторам, едниот дел е на товар на граѓаните директно, а вториот е оставштина од минатото. Но и покрај зголемените приходи во буџетот, ние имаме катастрофално ниско ниво на реализација на капиталните инвестиции и оправдувањето, како што го кажа вице-премиерот, дека подобро да забава со капиталните трошоци отколку непродуктивни, навистина е небулозно тврдење, бидејќи вие после година и пол се уште пред граѓаните да фингирате алиби за минатото е во најмала рака несериозно. Имавте доволно време, овие година и пол, да креирате проекти кои што ќе прават поврат на инвестицијата, кои што, еве, ако порано тие не биле продуктивни, тогаш вие сте имале доволно време од година и пол да се размавнете со сето свое знаење што го имате, да креирате проекти кои што ќе бидат продуктивни и истите да го стимулираат што поголем износ на капиталните инвестиции. Но вие очигледно сте ги преспале овие година и пол, сте се разбудиле после година и пол и најнаш ви текнало дека треба да реализирате, односно имате катастрофално ниско ниво на капитални инвестиции и прво што ви паѓа на памете, ќе се вада на она што беше пред 2, 3, 5, 7 години и така натаму. Несериозно, прилично несериозно, што навистина ги вознемирува пред се бизнесмените во Република Македонија, од она што имав можност денеска да го искомуницирам со дел од нив, а кое што е реакција на акцијата од вчерашниот ден, односно интервјуто на вице-премиерот. Се надевам дека ќе се повлечат од ваквиот тип на стерилна политика кога станува збор за економијата во Република Македонија и ќе почнат конечно да ги решаваат реалните проблеми што живо значат за граѓаните на Република Македонија. Благодарам што бевте дел од Вестите НАФ. И благодарам на поканата.